Градот Ресен во периодот што измина бележи голем број на проекти настани кои се поврзани со секојдневното живење на своите граѓани. Тоа што е од големо значење за жителите од Преспанскиот регион, секако е првата голема странска инвестиција која се отвори во индустриската зона Макази. Се работи за откупно-дистрибутивен центар, дел од фирмата Apple Land. Повеќе за оваа инвестиција и за тоа што таа значи во разговорот со градоначалникот Гјоко Страјзовски. И официјално беше отворен откупно-дистрибутивниот центар на фирмата Apple Land. Па за каква инвестиција се работи, што тоа значи за жителите на Преспанскиот регион? Во секој случај се работи за многу значајна инвестиција за Преспа, за преспанчани, за преспанските овоштари и за сите оние кои што на некој начин екзистираат од производството и се разбира пласменот на јаболката. Тоа е првата практично гринфилд инвестиција во општина Ресен. Фирмата Apple Land од Дубај е инвеститор на ова инвестиција, на изградбата на овој капацитет, чија што изградба започна во март минатата 2014 година и еве за околу 18 месеци е целосно реализиран тој проект, целосно е пуштена во функција првата фаза од овој капацитет, кој што во првата фаза чини некаде околу 5 милиони евра и е со капацитет од околу 5000 тони јаболко за ускладиштување во специјално наменети комори, односно ладилници, изградени по најсовремените техничко-технолошки стандарди кои што важат во европски и во светски размери. Се надевам дека ова инвестиција, овој капацитет ќе има огромно значење за преспанчани, за преспанските овоштари, бидејќи како што во многу пати сме потенцирале, еден од главните проблеми со кои што се соочуваше преспанскиот овоштар, производителите на јаболка во Преспа беше токму пласменот на јаболката и неможноста јаболката да се ускладиштуваат и да се пуштат на пазарот тогаш практично кога ги бара пазарот. Преспанчани беа принудени во отсуство на вакви капацитети да своите јаболкови количини ги нудат веднаш после бербата, меѓутоа тоа е спротивно, се разбира, на економските законитости кои што владеат во светот на бизнисот и секогаш производот се продава тогаш кога пазарот ќе го бара, а не тогаш кога производителот сака да го пласира. И токму според тоа мислам дека овој капацитет, откупно-дистрибутивниот центар, како значајна инвестиција во Преспа ќе влијае значително врз ублажување на проблемот со пласманот и ускладиштувањето на преспанските јаболка. Спомнавте дека се работи за центар со капацитет од 5000 тони. Дали тој капацитет е доволен да ги задоволи потребите барем за овој период сега како прва инвестиција? Па за почеток мислам дека ќе има големо значење, иако неговиот капацитет на ускладиштување и директна продажба, бидејќи ускладиштувањето е врзано и со директна продажба на одредени количини, сметам дека овој капацитет на годишно ниво ќе пласира дали преку ускладиштување и понуда на пазарот во моментите кога пазарот ги бара или веднаш после бербата одредени количини кои што ќе се откупуваат и ќе се пласираат на пазарот, сметам дека оваа година ќе го намали производството преку пласман овој капацитет за некаде 10 до 15.000 тони. А дали може да се очекува, дали се размислува во правец на изградба на нов ваков центар или некој сличен кој што би им помогнал на преспанчање околу чувањето на своите овошки? Па искуствата покажуваат дека најтешко е додека се дојде до првиот инвеститор, најтешко е додека се реализира првата инвестиција, додека се изгради првиот капацитет и веднаш потоа бизнисмените помеѓу себе разговараат, разменуваат искуства и доколку наидат на добар прием, доколку наидат на добар тим кој што цело време бил покрај нив, им помагал во средување на одредени технички проблеми и така натаму, а ние цело време бевме заедно со собствениците и представниците на фирмата од Дубај. Навистина мислам дека имаме една извонредна соработка со нив и токму тоа сметам дека ќе биде повод во иднина вакви инвестиции да дојдат уште неколку во Ресен кои што навистина би го комплетно решиле проблемот со пласманот на јаболката. Веќе имаме најава за уште еден сличен инвеститор кој што би се појавил на подрачјето на Преспа со ваква, односно слична инвестиција. Во периодот што следува, тоа што е најголема важност за ресенчани, за жителите на Преспанскиот регион е овогодинешниот откуп на јаболка. Што можат да очекуваат од локалната самоуправа како поддршка и од вас како градоначалник секако?
Па во секој случај ние секогаш стоиме зад своите граѓани, секогаш сме на линија на своите граѓани, особено заради тоа што преспанските овоштари чинат огромен процент од населението во Преспа, односно над 80% од населението во Преспа екзистира токму од производството и пласманот на јаболката и се друго што е врзано околу процесот на јаболковото производство. И токму заради тоа ние постојано лобираме кај сите надлежни институции, кај сите релевантни фактори во смисла на олеснување и создавање се подобри и подобри услови за производство и пласман на јаболката. Еве, на наша иницијатива практично и се изгради овој откупно-дистрибутивен центар во индустријската зона Макази. Исто така работиме на планот на привлекување и други слични инвестиции. А што се однесува до годинава, мислам дека според она што го имаме досега како контакт со одредени субјекти кои што се занимаваат со пласман, откуп и пласман на јаболка, мислам дека годинава преспанчани нема да имаат некој посериозен проблем со пласманот на јаболката и кога е во прашање конзумното и кога е во прашање индустријското јаболко. Инвестициите во инфраструктурата се од основно значење за подобрување на животот во општината, но и за зголемување на бројот на туристи. Една од тие инвестиции на која моментално работи општина Ресен во соработка со владата на Република Македонија е магистралниот пат Битола-Ресен-Буково. Започна активностите за реконструкција на патот Битола-Ресен-Буково. Како се одвиваат работите на терен и кога може да се очекува да се привршува со оваа реконструкција? Практично наша интенција секогаш е подобрување на инфраструктурата, подобрување на условите за стопанисување, подобрување на економијата, подобрување на сите оние елементи кои што влијаат врз развојот на туризмот, на спортот, на културата и така натаму, и вклучително патната инфраструктура како еден од најзначајните сегменти во подобрувањето на квалитетот на живеењето на преспанчани. И токму во тој контекст пред владата на Република Македонија и пред Министерството за транспорт и врски и пред јавното претпријатие за државни патишта, еден од приоритетите кои што го поставивме беше целосна реконструкција на патниот правец, магистралниот патен правец Битола-Ресен-Буково, кој што навистина беше во лоша, дотрајна да речем состојба. И еве благодарност и до владата на Република Македонија, Министерството за транспорт и врски, благодарност до јавното претпријатие за државни патишта кои што покажаа вистина внимание, покажаа навистина заинтересираност и разбирање за нашите проблеми, бидејќи без добри патишта, без добра патна инфраструктура нема развој ниту на економијата, нема привлекување странски инвеститори, нема привлекување на туристи кои што многу значат за нашето подрачје и токму заради тоа среќен сум што веќе започнаа градежно изведбените работи на целосна реконструкција на патниот правец Битола-Ресен-Буково, кој што сметам, и според најавите на изведувачите и инвеститорите, ќе биде завршен некаде за околу 12 месеци и тогаш ќе можеме да се пофалиме дека навистина со сето она што како патна инфраструктура постои во Преспа, ќе можеме да се пофалиме дека навистина живееме во општина која што е опкружена со добри, солидна патна инфраструктура. Открија Пелагонија или месецот на авантуристичкиот туризам е проект кој се реализира во текот на месец септември, односно во 5 последователни викенди. Проектот е во реализација на Центарот за развој на Пелагонискиот регион, а председател на советот е градоначалникот на Ресен. Преспа е дел од Пелагонија, вели тој, и смета дека само со заедничка соработка помеѓу овие 9 општини ќе се промовира тоа што овој регион го нуди во областа на авантуристичкиот туризам. Ги споменавте туристите. На почетокот на овој месец во Стајни официјално започна проектот Открија Пелагонија. Ресен е една од општините кој се дел од овој проект. Промоцијата на дестинации кои што можеби не се толку познати во Преспа, што би значело тоа за зголемување на бројот на туристи за жителите на општина Ресен? Една од нашите главни задачи, еден од нашите главни приоритети во овој момент покрај развојот на овоштарството и овозможување подобри услови за стопанисување со преспанското јаболко и неговото производство, секако како втора стопанска гранка која што ја развиваме и се грижиме за нејзиниот просперитет, а секако природните убавини, природата не надарила со преубави места, со
многу ретки елементи кои што ги поседува една општина, еден простор, еден регион. Тука е Преспанското езеро како споменик на природата, тука се двата национални парка помеѓу кои лежи Преспанското езеро, тука е паркот на природата Езерани, тука се многобројните манастири и други објекти од ваков вид кои што се навистина реткост не само во Република Македонија, туку и многу пошироко. И токму на тие темели практично го темелиме идниот развој на Преспа и идниот туристички развој на Преспа. Секако најмногу правиме за развојот на езерскиот туризам, бидејќи природните предиспозиции најмногу го диктираат тоа. Само за подсетување, оваа година, според податоците што ги добивме од туроператорите во Преспа, Преспа ја посетија ова лето над 80.000 гости, што беше исклучително поволна година, исклучително значајна за развојот на туризмот и за перспективите на туризмот. Изградена е новата современа плажа во село Стење, како дел од проектот на владата на Република Македонија, односно Министерството за транспорт и врски за изградба на 2000 метри нови плажи на брегот на Преспанското езеро. Веднаш по нејзиното завршување започна изградбата на втората плажа, тоа е плажата во туристичката населба Сливница, и сето тоа мислам дека ќе се одвива во еден континуитет, нема запирање во овој момент, одиме напред и сметам дека почетоците се добри и туризмот навистина ќе си го добие своето место. Во тој контекст инсистирав и Преспа да биде дел од една значајна туристичка манифестација. Тоа е манифестацијата Discovery Пелагонија или Открија Пелагонија. Преспа е дел од Пелагонискиот регион, кој што јас го нарекувам Преспанско-Пелагониски. Се разбира заради присуството на Преспа во рамките на тој регион и како председател на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион инсистирав Преспа да биде токму првата фаза од реализацијата на тој значаен проект од областа на алтернативниот, односно авантуристичкиот вид туризам, бидејќи навистина во Преспа постојат извонредни природни предиспозиции за развој на авантуристичките форми на туризам. Тука е прекрасната Галичица, како можност за многу спортски, авантуристичко-туристички дисциплини, како параглајдерството, извонредните пешачки патеки, како можност за планинарење, извонредните можности за планинско трчање, за велосипедизам, како извонредни патеки кои што имаат извонредна можност за развој на велосипедизмот, така што тие авантуристичко-туристички или спортско-туристички дисциплини има страшни предиспозиции Преспа да им понуди на сите они кои што се заинтересирани. Навистина интересот беше огромен. На 12 и 13 септември се одржа првата тура од овај едномесечен, да речам, серијал на такви активности кои што ќе се одвиваат и веќе се одвиваат во сите 9 општини кои што гравитираат околу Пелагонискиот плански регион. И сметам дека досега барем покажуваме извонредни успеси на планот на привлекување на туристи, привлекување на заинтересирани кои што се занимаваат со авантуристичките форми на туризам. И ова како пионерски чекор на некој начин што го реализираме оваа година, мислам дека и убеден сум дека ќе даде резултати на среднорочен и долгорочен план за привлекување на многу домашни и странски туристи кои што ќе ги искористат природните предиспозиции, бидејќи авантуристичките форми на туризам не бараат големи инвестиции, не бараат големи вложувања, туку едноставно се користат оние природни убавини, оние природни предиспозиции и се она што како елемент на природата го содржи еден регион, а Преспа изобилува и воопшто цела Пелагонија изобилуваат со такви можности. И најважно се е промоцијата, тоа секако. Така, покрај промовирана е оваа акција, мислам, на највисоко ниво. Токму и заради тоа беше организирано и едно студиско патување во Италија, во областа Венето, во северна Италија, каде што овие форми на авантуристички туризам се навистина многу развиени и токму имавме што да видиме, што да научиме и што потенцијално да примениме на домашен терен, би рекол. Така, јасно. Покрај овие големи заложби за развој на Преспанско-Пелагонискиот регион, како што вие сакате да го наречете, кои се останатите активности на кои што работи општина Ресен во моментов? Во моментов се работи на многу полиња, на многу планови. Еве ќе набројам неколку проекти кои што во моментов се одвиваат,
а тоа е реконструкцијата, целосната реконструкција на патниот правец кој што води од Клучката на патот Макази Маркова нога до до излезот на село Љубојно кон Брајчино. Понатаму комплетно е реконструиран патниот правец кој што води од истата Клучка до селата Крани и Јарвати. Комплетно е изграден нов асфалтен пат кој што води од Грнчари, од село Грнчари до манастирот Свети Илија. Тоа се проекти кои што се во тек или во моментов се завршуваат. Понатаму се работи на осветлување, односно поставување канделабриско осветлување на 3 сообраќајни јазли. Тоа е продолжението на веќе дел осветлената Клучка кај местноста Макази. Понатаму осветлена е комплетно, односно се осветлува комплетно Клучката која што се наоѓа кај туристичката населба Претор, Асамати и Курбиново, и Клучката кај селата Наколец, Долно Дупени и Љубојно, значи 3 значајни сообраќајни јазли каде што фреквентираат огромен број возила, особено во летниот период во текот на туристичката сезона. Така што и од визуелен и од безбедносен аспект овие осветлувањето и поставувањето на современи канделабри на овие клучки беше од исклучително значење. Понатаму асфалтирани се 2 нови улици во местноста, односно населбата Славејко Арсов во Ресен. Асфалтирани се 2 нови локални патишта во село Сопотско. Асфалтиран е пристапниот пат во село Стење до новата плажа во село Стење. Асфалтирани се уште неколку помали улици во градот Ресен. Во текот на ова лето и на почетокот на есента привршуваат активностите и околу изградбата на оваа година 5.500 метри квадратни тротоарски површини низ градот. Осветлени се улиците 11 октомври, улицата Ленинова со поставување на современи канделабри. Меѓутоа, она што е најзначајно во моментов и на што работиме, на чии што почетни активности работиме, секако се 3 најзначајни проекти, најсуштински, најстратешки проекти кои што ќе се изведуваат во теков на наредниот период. За едниот веќе говоревме, тоа е целосната реконструкција на магистралниот патен правец Битола Ресен Буково. Вториот е целосната реконструкција, модернизација и надградба на уличното осветлување во општина Ресен, односно во цела Преспа, во целиот овој регион. Се работи за завршна фаза од објавувањето на тендер за изнаоѓање стратешки партнер, односно формирање јавно-приватно партнерство, со што ќе се заврши една голема, би рекол, еден голем проект, една голема работа, а тоа е целосна реконструкција, модернизација и обнова на уличното осветлување во Преспа со замена на постоечките неонски или живини светилки со современи LED диоди, односно LED светилки кои што впрочем е и тренд во светот поставување такви светилки на сите места, посебно во поразвиените држави од нас. И третиот стратешки проект, би рекол, за Преспа е комплетната реконструкција на водоводниот систем Ресен-Јанковец, градскиот водовод, поточно кажано, кој што навистина е застарен, се работи за оние застарени, би рекол, веќе азбестни цевки. Значи, одиме на комплетна промена на тие азбестни цевки со ПВЦ профили. Овој проект е исто така во завршна фаза. Деновиве треба да се објави тендер за проектот е готов, а се објавува тендер за наоѓање инвеститор и се надевам дека дали до крајот на оваа година или на почетокот на наредната 2016 година ќе започнат градежно изведбените активности околу целосната реконструкција на водоводниот систем. Вака главно тоа се проектите кои што ми паднаа на памет во овој момент. Еве да споменам дека во моментов се одвиваат интензивно и работите околу изградбата на спомен куќата, музејот на Татарчеви, можеби најкрупниот проект од областа на културата во нашата општина последниве неколку децении. Се работи исто така на реконструкција, целосна реконструкција на најстариот манастир, еден од најстарите манастирски комплекси во Македонија. Тоа е црквата Свети Ѓорги во село Курбиново, со средства на владата на Република Македонија, односно Министерството за култура. И главно тоа се проекти кои што се реализирани или се во тек на реализација.
За наредниот период планирам исто така голем број проекти, реализација на голем број проекти од областа на патната инфраструктура, другиот вид инфраструктура, комуналната инфраструктура, спортот, туризмот, културата и многу други проекти кои што ќе го подобрат квалитетот на живењето на преспанчани. Проекти во сите сектори, значи не се фокусирате само на еден. Ви благодарам на времето. Одвоено, интересно, значи следува интересен период за Ресен и за Преспа, па ќе видиме како тоа све ќе се заврши. Ви благодарам за поканата да бидам гостин на вашата емисија. По разговорот со градоначалникот Ѓоко Стрезовски го посетивме Преспанскиот јаболкобир, манифестација по која градот Ресен и Преспа веќе неколку години се препознатливи. Станува збор за 3-дневен настан со кој се одбележува започнувањето на јаболкоберот. Оваа година на завршната манифестација, кога се откинува првото јаболко како символ на бербата што престои, присуствуваа заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски и постојаниот представник на UNDP Луиза Винтон. На сите овоштари од овој крај им посакаа успешна берба и уште поуспешен пласман на јаболкото, кој како што и Винтон спомена е символ не само на Ресен, туку и на Македонија, нешто пошто државата е препознатлива во Европа и во светот.